Токму тоа и го говоре, значи ова е форма на данок на екстра профит, а го именувате како данок на солидарност. И нестречно избрано име е затоа што се алудира дека некој не е солидарен, па сега треба владата да го тера да биде солидарен, а напротив тие 150 компании кои што се во генерално предвидувате дека ќе бидат во опфат на овој данок се токму можеби едни од најсолидарните, почнувајќи од даноците кои што ги плаќаат во државата, па завршете и со општествената одговорност која што имаат како донатори во општеството. Не можам да не се сложам дека не е казнување затоа што добивката која што остварува една компанија треба во една економска држава која што сака да стимулира развој, треба да ја реинвестира во развој, во капацитети, во ресурси, ако сакаат и во плати, што ќе помотивира поголем број на и поквалитетни вработени. Она што државата го прави, го казнувам, го зима таа можност за развој. Мислам дека е адхок избрзано решение, а она што и треба на државата е системско решение за системско оданочување на оние кои што, како што вие рековте, затоа што ваши зборови беа дека во криза одредени компании оствариле профит. Тогаш треба да се смисли системско решение кое што ќе важи за секоја прогласена криза, како што на пример сега е забрането воено профитерство во време на војна, да се тоа спушти на ниво на прогласена криза, кога ќе имаме прогласена криза во државата, да се даночат компании кои што ќе ги условно кажано злоупотребат или употребат можностите на таа криза за да остварат поголем профит. Такво системско решение нас не е потребно. Ова е адхок решение, се однесува на сега за 23-та година и со тоа завршува приказната. Пак немаме системско решение кое што ќе дестимулира злоупотреба на криза, а ќе стимулира солидарност која што компонентите како во Република Македонија ја докажале. Благодарам.